Што ќе ни е меѓународното право, ако не го почитуваме? Ако ние ги затвориме очите пред оваа неправда и очигледно прекрашување на меѓународното право, директно ќе бидеме виновни за рушење на еден од постулатите на светскиот мир и на Организацијата на Обединетите нации. Ние тоа ниту сакаме, ниту смееме да го дозволиме. Ако не постои меѓународно право, би била анархија, а Обединетите нации би се претвориле во дебатен клуб без суштинска ингеренција. Ние не сакаме во тоа да учествуваме по цена на се, па дури и на наша лична штета. Ако не го почитуваме меѓународното право, не ги почитуваме и 50 милиони жртви кои пред 70 години се изборија за него и ќе одиме против одлуките на нашите преходници, основачи на оваа организација. Меѓународното право не треба да е фоскула, туку решение на секој предизвик. Согласно меѓународното право, Република Македонија има право да се самоименува и да го именува својот идентитет како македонски. Решавањето на разликите со нашиот јужен сосед е наш приоритет, но токму и само во рамките на границите на резолуциите на Обединетите нации, кои го дефинираат решението кое е предмет на разговори и взаемно прифатливо решение, и никако на друг начин, а особено никако со проширување на тие граници. 66 години по Универзалната декларација за човековите права, со овој спор, кој ни е неправедно наметнат од Грција, се повредува едно од фундаменталните права на поединецот, правото на самоименување. На било кој припадник на мојот народ му е оспорено правото да се именува онака како што се чувствува, онака како што се именували и чувствувале неговите мајка и татко, баба и дедо и сите останати предци во историјата, како македонец. Грција, покрај тоа што го оспорува уставното име на мојата земја, Република Македонија, го оспорува и идентитетот на моите граѓани, односно не дозволува тие да се нарекуваат македонци, а јазикот кој го говора да се нарекува македонски. Иако уште од пред повеќе од половина век, ни светот на универзитетите има катедри на кои се изучува македонскиот јазик и истиот се именува како македонски јазик. Тоа е како некој да ви оспорува дека говорите француски или германски, полски или англиски, холандски, португалски, јапонски, индиски и други јазици. Обединетите нации не смеат да не погледнат во прекрашувањето на фундаменталното човеково право само именувањето. И треба да покажат суштинска активност во овозможувањето на тоа право. А во овој случај, активност која ќе води кон решение на овие отворени прашања кои ние ги имаме со Грција. Минатата година дебатиравме за превентивната дипломатија и заклучивме дека таа треба да биде суштински елемент на меѓународната заедница. Затоа, Обединетите нации не можат и не смеат да стојат настрана од овој процес, кој силно ги попречува македонските аспирации за подобра иднина за граѓаните. Треба ангажман за да се овозможи Грција да пристапи кон решавање на ова прашање, зашто 2 години наназад се забележува огромна инертност на грчка страна, која покрај тоа што е резултат на објективни причини, предизвикани од нивната неповолна економска состојба, има и стратешки и тактички политички елемент, кој е базиран на анализата дека со одоговлекувањето на процесот и нерешавање на спорот ќе се придонесе Република Македонија да се изолира во своите позиции кои се базирани на меѓународното право и вредностите и да потпише своевидно само укинување на државата и на нацијата преку согласност за преименување. Во таа анализа се цени дека со немањето на интензитет на разговорите, мојата земја соочена со блокираните европски и евроатлантски интеграции, кои се попречени директно од спорот, и покрај исполнувањето на стандардите кои од нас ги побараа меѓународните мултилатерални организации како НАТО и ЕУ, во кои сме попречувани да влеземе, и соочена со можноста за внатрешни несогласувања околу оваа попреченост, која е предизвикана од нашиот јужен сосед, дека ние би го спуштиле гардот и покрај силата на аргументите која е на наша страна. Точно е дека со одоговлекувањето на решението на спорот растат предизвиците и во земјата, но и на регионално ниво, и расте и тензичноста во определени моменти.
Но на секого треба да му е јасно дека таквите предизвици никако не може да се сметаат како таз на вагата, кој ќе придонесе да се измени нашата оправдана и меѓународно правно исправна позиција, што би водело кон промена на нашиот македонски идентитет. Не може со наметнување на позиции и на блокади да се промени нешто што постои со векови, ниту пак со закани од можни несогласувања, тензии или немери, па дури и со ефектуирање на истите. Македонскиот народ никогаш нема да прифати да биде преименуван. А ако ова прашање не може да се реши сега, иако ние сме најзаинтересирани за негово решавање и искрено посакуваме решение кое ќе е одржливо, балансирано и најбитно взаемно прифатливо, тогаш некоја друга генерација во поинакви околности ќе може да го реши, ама токму врз база на вредностите, позициите и принципите кои преходно ги наведов, а кои говорат за праведно и правично решение, без победници и поразени. Но лично сметам дека ние не смееме да ги оставиме жешките теми на идните генерации, туку мора да се обидуваме да најдеме решение и да смогнеме сили да обезбедиме просперитет за државите и за регионот. Господин председател, господин секретар, уважени представници на земјите, велат, постапките говорат исклучиво за оние кои ги преземаат. Соочен со немањето интерес на Република Грција за суштински разговори за решение на спорот, пред 2 месеци му предложив на грчкиот премиер да го промениме форматот на разговори, односно да го подигнеме на многу повисоко политичко ниво. Јас како македонски и тој како грчки премиер, заедно со министри од двете влади, директно да се среќаваме и да разговараме за решение. Тоа би водело кон поголема ефикасност, бидејќи ние сме најповикани да го решиме ова прашање. 22 години се премногу време на тапкање во место и се доволен доказ дека мора да има промена на играта. Нашиот мандат, кој граѓаните ни го довериле, треба да биде суштински за постигнување на взаемно прифатливо решение, за кое верувам дека може да се постигне. Решение со кое ќе се согласат и ќе го поддржат граѓаните на нашите земји. Примерите на Србија и Косово, Хрватска и Словенија, каде на највисоко ниво политичките представници ги надминуваат предизвиците, се најдобар доказ дека со овој начин се постигнуваат резултати. Ве повикувам вие директно да се вклучите кон реализација на оваа иницијатива и кон надминување на застојот и со вашиот ангажман да обезбедите интензитет и придвижување, поголем интерес од грчка страна за решение и за прогрес. Постапките говорат за оние кои ги преземаат. Ние токму со нашата отвореност и со нашата иницијатива, која е оправдана, покажуваме дека ние сакаме решение. Но нашите средби не смее да бидат проформа, туку суштински, и не смее да создаваат алиби за неизнаоѓање на решение. Убеден сум дека само суштински ангажман на меѓународната заедница во прв ред на Организацијата на Обединетите нации ќе води кон решение. Притоа имајќи ги предвид основните документи на Обединетите нации за правата на државите и на индивидуата, резолуциите на Организацијата на Обединетите нации кои ги дефинира разговорите, спогодбите на кои гарант се Обединетите нации, одлуките на телата на Обединетите нации и меѓународното право во целина. Сепак, доколку нема придвижување, Обединетите нации не смеат да седат со скрстени раце и да бидат задоволни со статус-кво ситуацијата, затоа што тоа е покажување на дополнителна неодговорност. Обединетите нации треба, свесни за ова сега веќе безизлезна ситуација, да помогнат со механизми преку Генералното собрание, па и Советот за безбедност, врз основа на чија резолуција разговараме со нашиот сосед, да се дојде до решение кој ќе ги одглави перспективите на мојата земја. Во спротивно, Обединетите нации ќе се соочат повторно со неуспех и ќе сноси одговорност заради нереагирањето согласно сопствените принципи и вредности. Тука не сакам да амнестирам никого. Сите ние имаме одговорност. Но има и оваа организација, која наместо да го прифаќа комодитетот од тивкото нерешавање на овој спор
I namjesto da se štiti preko prispivanja na ova status quo situacija, koja evidentno sozdava problemi i predizlici za regionot, treba da počne so razgleduvanje na alternativnih scenarija i pohrvo da potikne rešavanje na ovoj dolgogodišnji spor. Siguren sam дека imаме капацитет заеднички да одговориме на сите предизвици. Во име на народите кои ги представуваме, мора да превземеме одговорност за сегашноста и иднината. Преземањето на таква одговорност ќе значи носење на одлуки, промени на навиките, зајакната соработка и просперитет. Но тоа е нешто што може да се направи. Тоа е одговорниот начин на понатамошно постапување. Ви благодарам. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le Premier ministre de l'ex-République yougoslave de Macédoine de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je prie